Драги ученици, добар ден и добре дојдовте во нашата училница. Најпрво би сакала да ви се представам. Јас сум Гуговска Мартина, професор по македонски јазик во Основното училиште Свети Наум Охридски, село Пештани, Охрид. Ова видео е наменето за учениците од 8 оделение по предметот македонски јазик. Пред да преминеме на целта на овој час, најпрво би сакала да повториме за независно сложените реченици. Кои се и кои спаѓаат во независно сложени реченици? Независно сложените реченици се оние реченици кај кои дел речениците се рамноправни, односно носат содржини чии значења се логички од ист ред. Во таа рамка спаѓаат спротивните, составните и разделните реченици, како реченици со потесна врска меѓу дел речениците. Но исто така, во независно сложените реченици спаѓаат и исклучните и заклучните реченици. Што значи, во независно сложени реченици спаѓаат составни, спротивни, исклучни, заклучни и разделни. Целта на овој час ни е изучување на разделните независно сложени реченици. Што значи, ќе видиме кои односи се изразуваат меѓу дејствата и што се случува со интерпункцијскиот знак запирка кај разделните независно сложени реченици со сврзникот или, а потоа ќе ги разгледаме разделните реченици со повторени сврзници, кои сврзници спаѓаат во повторени сврзници, што се случува со интерпункцијскиот знак запирка кај речениците со повторени сврзници и какви значења имаат речениците со повторени сврзници. Ајде да ги разгледаме следниве примери. Првиот пример гласи: пратија или дојди и ти со неа. Втора реченица: напиши писмо или јави се. Трета реченица: научи добро или ќе добиеш слаба оценка. И четврта реченица: ќе доаѓаш или не доаѓаш. Како што може да забележиме, даден е сврзникот или, кој што е болдиран, во сите 4 реченици. Што значи, овие 4 примери, односно 4 реченици, се разделни, независно сложени реченици со сврзник или. Преку овие примери, кои што се наведени, разделните реченици со или да видиме кои односи ги изразуваат меѓу дејствата во реченицата. Одиме реченица, го кажуваме однос. Реченица, однос и така сите 4. Првиот пример: пратија или дојди и ти со неа. Во оваа реченица се искажуваат, односно се изразуваат дејства што не се исклучуваат. Втора реченица: напиши писмо или јави се. Дејства што се исклучуваат. Трета реченица: научи добро или ќе добиеш слава. Дејства како последица на некое друго дејство. И четврта реченица: ќе доаѓаш или не доаѓаш. Во оваа реченица има алтернативни прашања. Да повторам уште еднаш. Значи, разделните реченици со или ги изразуваат следниве односи меѓу дејствата во речениците.
дејства што не се исклучуваат, дејства што се исклучуваат, дејства како последица и алтернативни прашања. Ајде да видиме какви дејства беа искажани во претходно наведените реченици и што може да забележиме во однос на интерпункцијата, односно интерпункцијскиот знак запирка меѓу дел речениците. Ајде да видиме. Во претходно искажаните, односно наведени реченици, се искажува можност за вршење едно од две или повеќе дејства, а што се однесува во однос на интерпункцијата, односно интерпункцијскиот знак запирка, пред сврзникот или не се пишува запирка. Повторувам уште еднаш, значи се искажува можност за вршење едно од две или повеќе дејства и пред сврзникот или не се пишува запирка. Ајде да ги разгледаме разделните реченици со повторени сврзници. Дадени се 3 табели со реченици, во кои што реченици се употребени повторените сврзници. Одиме прва табела, прва реченица. Или нека ги вратат, или ние не учиме. Во оваа реченица повторениот сврзник е или. Првиот сврзник е во првата дел реченица, а вториот е во втората дел реченица. Или нека ги вратат, или ние не учиме. Втора реченица од оваа табела е реченицата било да платеа данок, било да не платеа. Во оваа реченица сме го употребиле сврзникот било. Било да платеа данок, сврзник во прва дел реченица, и било да не платеа, сврзник, повторен сврзник во втора дел реченица. Одиме на втора табела. Децата де скокаат во водата, де нуркаат. Во оваа реченица сме го употребиле повторениот сврзник де. Наредна реченица. И така и куќите ту ни поцрнуваат, ту ни побелуваат. Во оваа реченица сме го употребиле сврзникот ту. Наредна реченица. Лицето час ми бледнееше, час ми пламнуваше. Во оваа реченица сме го употребиле повторениот сврзник час. И трета табела. Прва реченица од третата табела гласи: не знае никој сум, ништо сум. Во оваа реченица употребен е повторениот сврзник ни. И последната реченица, односно втора во оваа трета табела, гласи: ниту историјата стои на едно место, ниту луѓето се исти. Во оваа реченица сме го употребиле повторениот сврзник ниту. Преку овие примери можеме да забележиме дека речениците со повторени сврзници имаат повеќе значења.
И тоа: прво значење за дејство како втора можност, второ значење на изменично вршење на дејствата и трето значење одречно значење. Повторувам уште еднаш. Првото значење кое гласи за дејство како втора можност се однесува за речениците од првата табела. Второто значење на изменично вршење на дејствата се однесува за речениците од втората табела. И третото значење, одречно значење, се однесува за речениците од третата табела. Ајде да размислиме што се случува со запирката кај речениците со повторени сврзници и што можеме да забележиме. Што можеме да забележиме? Што се случува со запирката кај разделни реченици со сврзникот или, а што се случува со запирката кај разделните реченици со повторени сврзници? Ајде да видиме. Можеме да забележиме дека пред сите повторени сврзници во разделните реченици се пишува запирка, додека пак кај разделните реченици со или веќе кажавме дека интерпункцијскиот знак запирка не се пишува. Напоменувам и повторувам уште еднаш. Пред сите повторени сврзници во разделните реченици се пишува запирка. Ајде да ги повториме сврзниците кои што се карактеристични за разделните независно сложени реченици. Сврзници за разделни независно сложени реченици се сврзникот или, повторениот сврзник или, повторениот сврзник било, повторениот сврзник деде, повторениот сврзник туту, повторениот сврзник час, повторениот сврзник нини и повторениот сврзник ниту. За домашна работа првата задача е да се состават разделни независно сложени реченици со зборовите молчи зборува, стои седи. А втората задача: напишете разделни реченици по сопствен избор, употребувајќи го сврзникот или и сите повторени сврзници. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.